Центарот за ромска заедница Дром денеска го одбележа меѓународниот ден на ромите во занаетчиски дом. Настанот представува значајна можност да се истакне богатството на ромската култура, да се промовираат основните права на ромите, да се поттикне социјалната инклузија, посочуваат надлежните од Дром. Образованието е клучниот проблем на ромската заедница. Доколку ромите го комплетираат образованието, ќе имаат поголеми шанси за вработување и подобар живот, истакна раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ. Денеска на овој ден ние не само што го славиме нашето постоење, туку се потсетуваме на важноста на нашата заедничка борба. Нека ова биде ден на потик за понатамошна работа, солидарност и наш заеднички напредок. Ви благодариме што сте тука и што го поддржувате правото на ромите за еднаквост и достоинство. Заедно можеме да изградиме свет во кој секој поединец ќе се чувствува прифатен и ценет, без разлика на неговото потекло или етничка припадност. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна "Джелем, джелем". Првиот конгрес на ромите во Лондон резултираше и со прогласување на официјален ромски јазик, како и официјално прифаќање на називот Ром, што на ромски значи човек. На Четвртиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено е 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година се одбележува во целиот свет. И уште што би сакал да истакнам, а тоа е дека во општина Куманово со последниот попис од 21 во Куманово живеат 98.104 жители, од кои 2795 се од ромската заедница. Ако гледаме со претходниот попис во 2002, бројката на роми во Куманово беше 4256, што значи дека бројот е многу намален на ромите и дека одливот и наталитетот на ромите е доста голем. Друго што сакам да истакнам, а тоа е во склоп на локалната самоуправа на општина Куманово, се направени досега 4 стратегии за роми, збориме за од 2006 година. И првата стратегија што е направена врз основа на ромската заедница во партнерство со локалната самоуправа и државните институции, бевме прогласени за најдобра изработена стратегија од Совет на Европа 2008 година, што значи дека дадовме добар пример како да се работи на стратешки документи не само во Македонија и на европско ниво. Верувајте ми дека таа стратегија беше поделена во многу држави, каде што ги дадовме за реализација на оние проблеми кои што се соочуваат ромите во Европа. До сега вакви стратегии се направени 4, последната е направена 24-30 година, значи за 6 години стратегија, која што се површавме со националната стратегија која важи од 2010 до 2020. Опфаќа 5 области на делување, тоа е образование, здравство, вработување, домување и култура. Не значи дека само овие теми ги работиме и другите, и во областа на социјала, во областа значи и на дискриминација и вклучување на жена ромка. Изработивме доста активности од страна на локалната самоуправа. Тоа е направено средоред, значи канализација, асфалтирање, осветлување, значи што уште треба да се направи во ромските населби, не е финиширано, во тек на оваа година мислам дека ќе завршиме. Реализирани се доста образовни активности, како што се стипендии во партнерство со песталоци, околу уписната политика, со детските градинки. Еве со Хабитат работиме за стари лозија, за изработка на детален урбанистички план, вработување, имаме доста, има и некои работи што не сме задоволни. Значи, ако збориме по целост дали сме задоволни, проблемите на ромите се со децении, така да треба време за да се среди и да збориме за
поголема интеграција на ромската заедница. Поаѓајќи прво од вашето знаме, сивото не само што е небо за мене и слобода, а тоа го имате во вашиот дух. Зеленото не само што е земја, туку е и вредност, односно почит на земјата во која што живеете. Тркалото го вртиме сите, не само роми, туку и македонци, и срби, и албанци се селуваат од оваа наша држава и од Куманово. Веќе сите станавме мигранти. Самиот факт дека имаме 2 советника роми во совет на општина Куманово, дека се зборува на ромски јазик, дека имаме советник во Лер од ромите, дека имаме луѓе што работат во општина, работат и во институциите, тоа значи дека не препознаваме некоја разлика дали си ром, србин, македонец или албанец во Куманово. Може би и има некоја разлика, меѓутоа мое лично инсистирање ќе биде да се зборува повеќе за квалитет на луѓето. Имаме многу реализирани проекти, јас ќе набројавам некој само од нив. Моментално правиме реализација на ДУП, отвад кај што живее ромското население, згрижување на децата на улица, враќање во образовниот процес народна кујна на најзагрозените, субвенции на кирија, субвенции за вода, субвенции за комунален смет, бесплатна градинка на најмалите роми, бесплатен превоз и така натаму. Овој ден нека ни биде потсетник дека сите сме еднакви, дека различноста е вредност, а не пречка. Да продолжиме заедно преку институциите, граѓаните и заедниците да работиме на општество кое го прифаќа сите и никога не исклучува. Затоа токму образованието треба да биде прв и основен столб и за ромската заедница. Нешто што не беше дел и приоритет на дел од заедницата. Поразителен е фактот што од 60 деца кои се запишуваат во прво оделение, само 8 до 10 ученици го завршуваат основното образование кое е задолжително согласно Законот за основно образование, а е услов и предуслов за запишување во средношколското образование, кој исто така е задолжително согласно Законот за средно образование. Постојат повеќе сегменти кои влијаат на отсуство од воспитно-образовниот процес и ги имам детално анализирано и ќе ги изнесам во оваа пригода со цел за поттикнување и развој на свеста дека училиштето на децата треба да биде на прво место. Именно еден од проблемите кои се соочуваат општинските основни училишта, покрај падот на наталитетот и миграцијата на населението, која не одминува и ромската заедница и директно влијае на уписот на учениците во прво оделение, е и нередовноста на учениците, било да тоа било од објективни или субјективни причини. Факт е дека дел од учениците не се во континуитет на настава со своите врсници. Со неодење на училиште се губи во континуитет на следење на воспитно-образовниот процес и навиките за редовно следење на настава. Дополнително, ако со ученикот нема кој да му посвети внимание и да работи околу изработа на домашните задачи, бидејќи голем дел од родителите исто така го немаат оформено образованието, ученикот оди неподготвен. Да ги исклучиме сите економски фактори, бидејќи имаме многу ученици од други етнички заедници во Куманово кои потекнуваат од социјално рандливи категории, но сепак редовно го следат и не го напуштаат воспитно-образовниот процес. Точно процесот на миграција, барање на азил во некој од европско развиените земји и заменување на сезонска работа се клучен фактор за пишување на учениците. Овој тренд не е типичен само за ромската популација, бидејќи со тоа се засегнати ситни етникуми на територија на Република Македонија, меѓутоа споредба со другите заедници кои заминуваат на привремена работа, децата остануваат тука и не го прекинуваат воспитно-образовниот процес и едукацијата, или пак доколку заминат со родителите, уредно го продолжуваат своето образование и надвор од границите на Република Македонија. Со враќање на родителите по одреден временски период од државата, законска должност е повторно да го запишат своето дете во училиштето. До проблем доаѓа доколку ученикот не следел настава во местото каде што престојува, делумно следел или има само потврда за некоја едукација која не е доволна и не го потврдува со официјален документ за вршување на наставната година, која со тоа ќе биде и предмет за нострификација од страна на Министерство за образование и наука.
Во Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони вчера се одржаа регионалните надпревари во електромашинска и сообраќајна струка, информираа надлежните од училиштето. Учениците ги постигнаа следните резултати: образовен профил, техничар за компјутерско управување, машинска струка, Марко Илиевски прво место, ментор Мартина Максимовиќ. Образовен профил, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничка струка, Матеј Глигориевски прво место, ментори Јелена Поп-Глигорова и Марија Тасевска. Образовен профил, електроенергетичар, електротехничка струка, Наум Богдановски прво место, ментор Тони Ристески, објави Драган Јаневски, директор на Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони. Учениците од гимназијата Гоце Делчево организираа хуманитарен турнир во одбојка, при што собраа пари за настраданите во трагедијата во Кочани. Турнирот го организираше ученичкиот парламент на гимназијата на чело со Матеј Карамфилов и Бела Димовска, при што беа собрани 15.000 денари. Акцијата беше реализирана со силна поддршка од наставниците и директорот на училиштето Марија Тодоровска, кои што активно се вклучија во спроведувањето на оваа иницијатива. Ова не е прва хуманитарна активност во гимназијата. Учениците и претходно организираа хуманитарни базари, како и акција за собирање на пакетчиња за социјално ранливи категории. Преку вакви иницијативи учениците континуирано ја негуваат солидарноста и хуманоста, велат од училиштето во својата објава. Со оваа акција, ученичкиот парламент упатува повик до сите компании, институции, училишта и поединци кои што се во можност да се вклучат и помогнат на настраданите. Секоја помош без разлика на обемот е важна за оние на кои им е најпотребна, велат учениците. Лекарите треба да се ослободат од обврската за верификација на телефонските броеви на своите пациенти, смета председателот на Сдруженијето на приватни лекари од Куманово, доктор Фатмира Сани. За пациентите кои што немаат мобилни телефони, матичните лекари ја користат опцијата итност, појаснува доктора Сани. Околу верификација на телефоните, мобилни телефони кај матични доктори се прави тоа дополнителна обврска. Наместо да се бавиме со пациентите, така се бавиме со верификација на телефоните. Ваков проект за мене не требаше да се донесе без да се прашат пациентите, граѓаните на Македонија, поради тоа што нема секој мобилен телефон. Има луѓе кои немат телефон, имат луѓе кои немат квалитетни телефони и со нив не можеме како ќе ги пишем натаму терапии, упати натаму. Исто така при ваков начин на верификација на телефон може да го прават и самите граѓани доколку имат смарт телефони нешто кои имат или во Google или сами да ни помагат направо. Овој проект требаше да го води некоја друга институција за да нас да ослободи за ваква обврска, оти немаме, губиме време, некој пат брзо се доаѓа кодот, некој пат чекаме 5 минути, 10 минути, а пациентот се задржува. Не секој пат пациентите носат телефон. Не секој пат, пошто ако имат еден телефон во дома, дали сега сопруг или сопруга, или таткото, или мајката, носи сега ние да чекаме да вртиме телефон сега на тој телефон, дали ќе го отвори или не и така. И доколку тоа за некои 15 минути не се даде кодот, се губи, он направо поново да се влезе. Што е добивка? Ја мислам дека целта беше да се верифицира бројот кога ги пратиме нашите пациенти во секундарно и терцијарно здравје, да му се поврати порака дека треба да идеш на тој ден на тоа. И доколку таму го откажуваат докторот својот термин поради X причини, да му се да не оди. Сега дали тој ќе го види тој телефон и дали ќе го почитува, не знам. Мислам дека ова пребрзана одлука и треба да не остане ова можно за итно да му пишеме терапија или итно да ги пратиме упати уште некое време.
да не го блокират и тој начин на праќање. Мислам дека да 2-3 месеци ќе постигнеме некој успех, околу 50 до 60% од пациентите да ги верифицираат своите мобилни телефони. Министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска заедно со началникот на Генерал-штабот генерал Мајор Сашко Лавчиски во Кумановската касарна Боро Менков ја посетија командата за операции на македонската армија, команда во чиј состав функционираат сите видови народови служби во армијата. За време на посетата министерот беше брифиран за активностите на командата, како и за следните планови за развој. Мисајловски рече дека е горд на припадниците кои се дел од командата и единиците во нејзин состав, при што додаде дека тие се вистински приказ за професионализмот во армијата и за посветеноста кон безбедноста и сигурноста на граѓаните. Министерството ќе продолжи посветено да работи во поддршка на развојот на армијата, особено во процесот на модернизација и опремување, порача министерот на заедничката средба, стои во соопштението на Министерството за одбрана испратено до медиумите. Заедно со министерот Мисајловски и началникот на Генерал-штабот генералот Лавчиски, командата за операции ја посетија и заменикот на началникот генералот Азим Нуредин и директорот на Генерал-штабот генералот Орце Јордев, кои беа пречекани од командантот на командата бригадниот генерал Мирче Ѓорговски. Во структурата на командата за операции функционираат првата пешадиска бригада, воздухопловниот винг, баталјонот на воената полиција, баталјонот за врски, извидувачко-разузнавачкиот баталјон, баталјонот за специјални сили и четата за атомска, биолошка и хемиска одбрана. Министерството за внатрешни работи информира дека на 9 април во 3 часот и 30 минути полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај при СВР Куманово лишиле од слобода 44 годишен жител на село Билјановце Кумановско. При контрола на патниот сообраќај полициските службеници сопреле мопед Кимко кој го управувал и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,73 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, информира Министерството за внатрешни работи. Грчки државјанин вчера бил приведен на граничниот премин Табановце поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело давање подкуп, информираат од Министерството за внатрешни работи. Како што соопшти МВР, при гранична контрола тој на увид дал документи за патничко возило Форд со германски национални ознаки, кое го управувал и во зелениот картон ставил банкнота од 5 евра. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението. Царински службеници на меѓународниот аеродром Скопје спречија обид за криумчарење на златен накит вреден близу половина милион евра, информира Царинската управа. Од страна на инспекторите во секторот за контрола и истраги беа преземени предистражни действија и до основното јавно обвинителство Скопје поднесена е кривична пријава за 2 лица со белгиско државјанство за сторено кривично дело криумчарење, истакна директорот Бобан Николовски на заедничка пресконференција со министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, на која што беше презентиран случајот. Во ранецот е пронајдена поголема количина на непријавен златен накит, од кои некои со парчиња дијаманти и други драгоцени камења. Вкупно 209 парчиња златен накит со вкупна тежина од 1 кг и 711 грама и вкупна вредност од 479.555 евра, информира Николовски.